Добар ден. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најостро ја осудува нарачаната бруталност и пречекорување на овластувањата на полициските структури на Никола Груевски и Сашо Мијалков врз граѓаните на Република Македонија, не само на ова место пред владата, туку и низ улиците на главниот град. Беше очигледно дека неколку минути пред 22 часот власта ги собира полициските и параполициските структури пред зградата на владата и испровоцира инцидент со граѓаните. Се уште не се знае бројот на претепани, повредени и приведени граѓани. Полициските структури по нарачка на Груевски тепаа млади, студенти, жени, недолжни граѓани. Приведени беа дури и граѓани кои што мирно седеа на улиците со кренати раци. Целата оваа операција за употреба на безмилосна сила врз граѓаните е смислена во домот на Никола Груевски, во кој што вчера, во попладневните часови, пристигнаа Сашо Мијалков и Мартин Протуѓер. Потоа, нарачаниот план е задолжена да го спроведува Гордана Јанкуловска, која од лице место пред зградата на владата командуваше со насилството врз сопствените граѓани. Со вчерашната наредба да се употреби сила врз народот на протест на кој што граѓаните искажаа револт против криењето на убиството на Мартин Нешковски, Груевски повтор пат се обиде да ја убие вистината за овој случај. Целата одговорност за безсмисленото тепање на граѓаните е кај Никола Груевски, Гордана Јанкуловска и нивните извршители во структурите на МВР. Никола Груевски вчера одбра како ќе се замине. Со вчерашната брутална полициска акција, Никола Груевски го избра патот на тепање на сопствените граѓани по примерот на диктаторите како Милошевич, Чаушеску и Лукашенко. Ја поздравуваме храброста и одважноста на граѓаните на Република Македонија да се спротивстават на бруталноста на режимот. Веќе на сите им е јасно дека граѓаните се решени да се изборат за слобода и демократија и ништо не може да ги спречи да го искажат своето незадоволство од криминалната власт на Никола Груевски. Ги повикуваме граѓаните кои што и денес и во деновите што следат сакаат своето незадоволство да го изразат во мирни протести, да не подлегнуваат на провокациите на власта. На крајот, дозволете ми да го повикам и Горан Петревски, главен и одговорен уредник во македонската телевизија, кој што своевремено и самиот протестираше пред владата, да престане да ги штити насилниците од власта во заминување. Ви благодарам, повелете со прашање. Имаше обвинувања на сметка на СДСМ дека вчерашниот протест и денешните се организирани токму од опозицијата на СДСМ. Ги организираше ли СДСМ протест? Социјалдемократскиот сојуз јавно и транспарентно го најави датумот кога ќе се јави како еден од организаторите или главен организатор на општо граѓанскиот собир, односно на 17 мај. Меѓутоа, ние сме пред се граѓани на оваа држава, а после политичари. И должни сме, како граѓани, да присуствуваме на секој еден граѓански собир кој што изразува незадоволство од насилното владење на криминалната власт на Никола Груевски. За нас е и чест и задоволство да бидеме заедно со граѓаните на таквите протести. Тоа не е точно. Дека Радмила Шекеринска координирала камената. Значи, шпекулациите за тоа дека Социјалдемократскиот сојуз составува списоци за вчерашниот собир се ниска, долна, црно-пропагандистичка лага на режимските гласила, да не ги набројувам. Тоа дека треба да се договорат вчера за присуството, неприсуството или улогата на заменик председателот на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска на нивниот граѓански протест, имаше неколку контраверзни информации. Прво дека пиела кафе,
близок Бич, па дека сликала, па дека ги координирала активностите. Веќе кажав, инаку колку за ваша информација, родителите на господја Шекеринска живеат токму карши владата, меѓутоа веќе кажав, наше право како граѓани пред се е да присуствуваме на било кој од овие собори. Социјалдемократскиот сојуз не се јави како организатор на вчерашниот собир, меѓутоа во целост го поддржуваме револтот кој што граѓаните го искажаа и на вчерашниот и на најавените за наредните денови протести. Како ја коментирате изјавата на Јанкуловска денеска дана во Министерството, каде што вели дека снимките кои ги објавувате се дело на болен ум, столнички? Содржината на разговорите доволно јасно зборува кој е болен ум во оваа држава.